Декларирање на различна етничка припадност само за да се добие државна работа веќе добива комични димензии. Кај нас се случи едно лице да конкурира на 5 работни места и да се изјасни на 3 работни места како македонец, на едно работно место како албанец, на едно работно место за ром. Токму ваквите случаи ги натера институциите да размислуваат како да ги сопрат злоупотребите на системот наречен балансер, кој треба да обезбеди правична застапеност во јавниот сектор. Еден предлог е да се воведе механизам уште при креирање профил во Агенцијата за администрација. Полето за националност, ако го селектират еднаш македонец или албанец или турчин, тоа да не може значи да се едитира, односно да се промени. Но чувството на етничка припадност е токму тоа, чувство. И безбројни се примерите кога тоа се сменило во текот на животот на некој човек. Има ли начин да преживее балансерот без да се прекршат човековите права? На обвинетата Евгенија Петроска и се одредува казна во траење од 3 месеци, која нема да се изврши ако не стори друго кривично дело. Оваа пресуда ја изрекол Основниот суд во Крушево, а ја потврдил Апелацискиот суд во Битола, затоа што Петроска еднаш се изјаснила како влаинка, а подоцна како македонка. Во оваа постапка, делото за кое беше обвинета, беше фалсификување на исправа по член 378 став 1 од Кривичниот законник. При изборот за советник во општината во 2017 година Петроска до ДИК поднела изјава во која се изјаснила како припадничка на влашката заедница. Една година подоцна, на оглас за раководител во Центарот за вработување во Крушево се пријавила како македонка. Обвинителството покренало истрага, а потоа и обвинение по пријава од конкурент на Петроска кој не ја добил позицијата бидејќи таа конкурирала како македонка. Што е спорно тука? Спорно е дека во конкретниот случај дека клиентот мој е дете на мешан брак. Значи, мислам дека таткото е македонец, а мајката е влаинка по етничка припадност. И сега доаѓаме до тоа прашање, суштинското прашање. Кој може нејзе лично да изабрани да се чувствува и како македонка, а под пределен период да даде изјава дека се чувствува влаинка или обратно? Токму ова бил и главниот аргумент во одбраната. Одбраната бараше да се отфрли ова обвинение, бидејќи е недопустливо било кој, вклучително и судот, да навлегува во личното чувство на било кој граѓанин, бидејќи со членот 8 од Уставот загарантирано е кој како ќе се чувствува, односно да изрази слободно волјата на која етничка група припаѓа. Но и судот кога ја носел пресудата се повикува на истиот член од Уставот како што се повикува и адвокатот Гажовски. Во Уставот на Република Северна Македонија, член 8, загарантирано е слободно изразување на националната припадност, кое точно е лично чувство на секој граѓанин. Но никаде Уставот на Република Северна Македонија не предвидува дека во исто време може некој да има лично чувство дека припаѓа на две етнички заедници или дека може да припаѓа, па да се изрази слободно дека припаѓа на две националности или повеќе, односно припадноста на националноста да ја користи за личен интерес за да се оствари одредено право пред надлежен државен орган. Ваквото образложение според адвокатот Гажовски отвара нови правни дилеми. Дали има злоупотреба во делот на изјаснувањето, доколку има злоупотреба, кој таа злоупотреба ќе ја санкционира, но и дали е тоа можно да се навлегува од правен аспект и од аспект на основни човекови права, бидејќи не може никој вас да ви наведе или да ви каже или да ви определи, да ви утврди која етничка припадност е. Има ли човек право да го менува чувството на етничка припадност во текот на животот? Секако има, одговара универзитетскиот професор по социологија Ило Трајковски. Се случува од X причини. Некогаш единките може да направат тоа, особено во битни животни ситуации, за склучување на брак, например, за миграција, предвижување. Или во некои конкретни ситуации заради различни социоекономски поттици, интереси врзани во врска со тоа. Сега да кажам дека етничкиот идентитет е во основа еден општествен конструкт. Тој не е еднаш за секогаш даден.
Но додава Трајковски, слободата на изразување на етничката припадност не треба да значи и загрозување на правата на одредени групи токму врз основа на етничката припадност. Иако има резерви кон идејата етничката припадност да се искажува еднаш во животот при регистрацијата во Агенцијата за вработување, според него мора да има и некои граници. Тоа мислам дека ќе биде сериозно прекршување на правото, слободата на самоидентификација. Треба да има ограничување, но со можност тоа да се промени, бидејќи реално ние во животот се менуваме. Не е исто да си македонец на 10 години и македонец на 30 години и македонец на 60 години. Обично луѓето стануваат повеќе патриоти на постарите возрасти. Предметот на крушевчанката Евгенија Петровска завршил годинава во мај пред апелацискиот суд во Битола. Од разговорот со незиниот адвокат не стекнавме впечаток дека знаела оти македонски граѓанин ја добил државата на слични основи пред судот во Страсбург. Штипскиот судија Славчо Тасев ја тужел и ја добил Република Северна Македонија во 2019 година пред Европскиот суд за човекови права, затоа што не му овозможила да ја смени етничката припадност во рок од неколку дена, пред изминување на периодот за кандидирање за членови на судскиот совет. До тој момент Тасев се декларирал како бугарин, а пред изборот побарал да биде впишан како македонец. Во случајот на Тасев, против Македонија, еден од аргументи на судот е дека државата му дала можност на него да го смени, ама не го испочитувала во 3 дена. Чи треба да има јасна ограничувањето на тоа право, како и на други права на луѓето, на човекови права, може да биде легитимно. Обштествено легитимно, дури во демократско општество, но секогаш да е законски решено, да не биде адхок решавањето. И кога единките ќе ги знаат своите права, така слободите и правото до каде можат во уживањето на тие слободи, се разбира дека тие самите ќе се ограничуваат, нема да делат против тоа. Во случајот Тасев против Македонија, Страсбур утврдил дека е прекршен членот 8 на Европската конвенција за човекови права, односно правото на приватен и семеен живот, како што вели професорот Трајковски. Тоа право сепак не е неограничено. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е предвидено со закон и ако представува мерка која е во интерес на државата и јавната безбедност, економската благосостојба на земјата, заштитата на поредокот и спречувањето на кривични дела, заштитата на здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на другите во едно демократско општество. А домашните закони што го третираат вработувањето и државната служба не забрануваат ниту пак ограничуваат кога, како и колку често може да се менува етничката припадност.